Старата руинирана зграда во карбинското село Долни Балван ќе стане првиот рехабилитационен центар за деца со посебни потреби. Советниците и градоначалникот на општина Карбинци дадоа зелено светло за проектот на невладината организација Сплотени срца за изградба на ваков центар. Голема благодарност до него и до сите советници кои што едногласно ја донере оваа одлука. Од нив ние ќе ја добиеме земјата. Во крајен случај може да ја добиеме само и на користење. Значи, на нас не требаше земја за изградба на овој центар. Во овој случај таму има и објект кој што наши архитекти ќе го возгледаат, дали може да биде искористен за овој центар, се надеваме дека ќе може, со што многу ќе ни помогне тоа во врска да не мора да градиме, туку тој објект да се прилагоди. Ваквата одлука на Советот на Карбинци за Сдруженијето Сплотени срца представува светло на крајот од тунелот. Добивањето на земјиштето значи и полесен пристап до европските фондови и донации. Од Сдруженијето велат дека еден од условите кои го бараат странските донатори е просторот. Се планира да бидат отворени уште 6 вакви центри низ државата, а овој пилот проект да се реализира во соработка со општина Семитли од Бугарија. Конечно, добивањето на земја ќе значи дека со нашиот проект ќе можеме да конкурираме за европските фондови. Таква прилика ни се пружи во соработка со општина од Република Бугарија да конкурираме за ИПАР-2 програмата за меѓудржавна соработка, така што бенефит од нашиот проект ќе види и општина во Бугарија, бидејќи ние соработуваме со Сдруженијето во општина Симитри, така што таков центар ќе добијат и тие. Првично овој рехабилитационен центар беше планирано да се гради во Штип. За реализација на овој проект, приватно земјиште понуди штипскиот лекар Владко Миташев, но поради административни работи, тој не успеа да му го подари на Сдруженијето.